темата на денешната пресконференција е местната индустрија со дополнително барање до владата за помош на секторот. На пресконференцијата ќе говори господин Радослав Трајчев, претседател на Групацијата на производителите и преработувачи на место на Стопанската комора на Македонија. Господине Трајчев, повелете. Благодарам. Почитувани представници на медиумите, Групацијата за производство на месо и преработки од месо при Стопанската комора на Македонија минатата недела до Министерството за економија однесе барање за враќање, односно ослободување на скратените количини од последната мерка на владата за укинување на царинските давачки на замрзнато свинско месо наменето за преработка. Од 30.10.2020 година, службен вестник број 258. Барањето е со цел да се вратат редовните количини кои во регуларни услови на стопанисување и беа одобрувани во изминатите 3 години, а во 10 месец 2020 година беа преполовени, иако беше веќе измината скоро една година од појавата на пандемија. До сега беа продолжувани на 6 месеци, но последното барање беше да се мерката да трае една година со цел да може да се планира подобро и работењето на компаниите. Апелите за стимулирање на домашната потрошувачка преку пакет мерките донесени од страна на владата делумно ја одржаа потрошувачката, но се далеку од доволни за да може местната индустрија во земјата да продолжи да обстојува. До сега домашните производители на месни преработки, домашните месни капацитети не бараа од државата никакви субвенции, ниту имаа користено било кој од пакет мерките за помош на владата по насока помош на заплати, за вработени и слично. А воедно при тоа помагаа во решавање на дел од проблемите на домашните фармери, производители на свинско месо, преку откуп на целиот вишок што го има на пазарот. Ние и на последната пресконференција апелиравме мерките да бидат насочени стриктно кон потрошувачка, кон домашната потрошувачка од домашни производители. Доколку не се одобрат количините кои претходно беа одобрувани и тоа навремено, односно за помалку од еден месец, може да се случи пропаѓање на уште некој капацитет од местната индустрија. Само како пример, индустријата, користејќи ја оваа мерка од 2018 година наваму, соодветно одговори на увозот на готови производи од истата дејност од странство преку намалување од над 28%, односно од 13 милиони килограми во 2017, истиот во 2020 година бил 9 милиони килограми, а при тоа дел од домашните капацитети остварија и извоз во земјите на ЦЕФТА регион. Напоменуваме уште еднаш, местната индустрија не бара субвенции од државата, туку изедначување на условите на стопанисување со оглед на фактот што ние оваа суровина ја увезуваме од Европската унија, каде воопшто нема цари. На тој начин домашната местна индустрија ќе може да обстои и да го задржи постоечкото ниво на производство. Нема да има отпуштање на вработените и кои што понатаму во крајен случај не би биле нов товар на државата во услови на пандемија. Ние поднесовме до Министерството за економија и барање за целосно решавање на овој предмет, односно дали преку закон за измена на царинска тарифа во насока на усогласување со европските закони или како нова мерка по примерот на текстилната, кожарската индустрија и слично. Во случај на неприфаќање на барањето, очекуваме дека во најкусможен рок ќе следи прво ценовен шок за домашните потрошувачи со драстично вголемување на цените на местните преработки, скеснување на некои од капацитетите на местната индустрија и нови идни барања за вклучување на дел од тие вработени во мерките за помош на владата, односно дополнителен товар на државата. Благодарам, ако има некои прашања.
Почитувани медиуми, доколку имате прашања, повелете. Може Даниела? Бобан, тука. Да, повели Боган. Вака, би сакал да го прашам господинот дали досега како последица нели на економските последици од пандемијата беа отпуштени од местната индустрија, како и би сакал да го запрашам како стоиме со кадар, дали има доволно квалификуван кадар во Македонија за да ги задоволи потребите на местната индустрија? Не го разбрав првото прашање. Дали имаше отпуштање? Отпуштања немаше, напротив, отпуштања немаше, напротив, доколку имаме, значи, доколку се исполнат овие барања, отпуштања, не планираме отпуштања, во врска со кадарот, како и секаде и во нашата дејност има проблеми со кадарот, но една од покрај користењето на оваа мерка, успеваме да ги задржиме вработените преку покачување на личниот доход, кој на ниво на групација во изминатите, зборам пред пандемијата, беше зголемен прилика меѓу 15 и 20% линеарно на сите вработени. Само ако може да дополнам да одговорам на прашањето. Значи, како резултат на пандемијата и генерално во стопанството, кога на почетокот имаше одложување или прекинување привремено на договорите за македонските компании, дојде до отпуштање во одредени сектори. Сега се случи едно прелевање, односно вработените од тие сектори се обида да преминат во други сектори, но повторно нагласувам, недостатокот на стручен кадар е нешто што трае веќе подолго време. Местната индустрија е една од индустриите која се соочува со овој проблем, затоа што најголем дел од луѓето ја напуштива земјата, отидува воглавном во земјите на Европската Унија и тоа е проблем кој трае подолго време. Преку комората, заедно со Министерството за образование, овој проблем гледаме да го решиме, значи имаме преструктурирање на образованието, вклучување на домашните компании во обучување, стварање на нов кадар потребен за индустријата, кој за жал веројатно ќе биде потребен уште одреден период додека се избалансираат барањата од компаниите и она што ќе го даде државата. Но, како што кажав, од друга страна, луѓето кои изгубива работа веќе се јавуваат во другите индустрии, но тоа е еден специфичен кадар кој не може да одговори на барањето на оваа индустрија. Дали има други прашања? Не има прашање, дали можеме да заклучиме дека е исцрпен пресудот за оваа тематика и да го одјавиме на тој начин пресуд. Ви благодариме што бевте присутни на денешната пресконференција. Се гледаме на следна прилика со следна најава за пресконференција.